Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија КИС Именада, а во нив ќе гледате. Библиотеката на Основното училиште Лирија во Тетово се збогати со нови книги од светската литература. Истите се донација од општина Тетово. Основното јавно обвинителство Гостивар поведе истрага против измамничка која лажно нудела работни визи за Германија. Тешко повреден 60-годишникот Гостивар додека извршувал работни задачи во рудник во Гостиварско Старо Чајле. Библиотеката на Основното училиште Лирија во Тетово се збогати со нови наслови на книги од светската литература. Истите се донација од општина Тетово, а токму денес во посета на библиотеката беше тетовскиот градоначалник Билјал Касами, заедно со представници од секторот за образование при општина Тетово. Тетовскиот градоначалник Билјал Касами во соработка со секторот за образование на општина Тетово денеска ја посети библиотеката во Основното училиште Лирија во Тетово, каде што донираше книги на албански јазик од интернационални автори за потребите на наставниот процес во училиштето. Вакви активности ќе се спроведат и во други училишта во општината, а иницијативата произлегла откако се појавил недостиг од ваква литература во основните и средните училишта во рамки на општината. Денеска продолжуваме со распределба на книги кои се од светската литература на албански јазик на сите средни и основни училишта, затоа што по претходно барање беше увидено дека има недостиг на таква литература, плюс што има и недостиг и од школските лектури кои се задолжителни за да се обработат во текот на школската година. И за тој дел веќе во соработка со секторот во општината за образование работиме да се снабдат училиштата и училишните библиотеки со соодветните лектири за да можат учениците да повеќе читат и повеќе се враќаат на книгата, затоа што денеска во современото време наш предизвик е како нашите деца да ги вратиме во делот на читањето на книги повеќе отколку да држат телефони во раце и таблети, затоа што во ситуацијата во која се наоѓаме кога има недостиг на учебници, кога има недостиг, значи библиотеките, школските библиотеки имаат недостиг на книги и на лектури, ние работиме за тие услови да ги создадеме за да полека на децата да им овозможиме повеќе да споделат од нивното слободно време во читање. Запрашан зошто се донираат книги на училишните библиотеки само на албански јазик, Касами одговори дека по увидот низ училиштата било констатирано дека во времето на претходната влада истите биле снабдени со доволен број книги на македонски јазик. Ако најургентна беше увидено потребата за литература на албански јазик, затоа што веќе во поголемиот дел од училиштата беше увидено дека литература на македонски јазик биле снабдени училиштата претходно во времето на претходната влада кога беше преводот на светската литература, но за жал не достигаше литература на албански јазик. Но секако во делот на лектирите ќе се работи за трите јазика, на албански, на турски и на македонски, за да се снабнат, затоа што тоа се веќе задолжителни и тоа се програми кои се дадени од Министерство за образование. Не верувам дека оваа влада има капацитет да реализира капитални проекти како што се делниците од Коридор 8, затоа што власта има неколку проекти за Тетовскиот регион кои останале нереализирани, изјави денеска градоначалникот на Тетово Билјал Касами. Тој не одговори дали добил покана да присуствува на вчерашната церемонија за поставувањето камен темелник на Коридор 8, туку истакна дека како движење Беса и општина Тетово нема да присуствуваат на свадбите без зет и невеста на владата. Нема да присуствуваме на никакви промоции на свадби без како се вика тоа, без зетот и сната.
затоа што знаеме дека ова влада е позната по тоа што прави такви свадби. До сега само во Тетовскиот регион има промовирано 3 проекти кои нигде не се. Прво, фабриката за електрични возила, која пред избори беше промовирана, никој не знае дали кога ќе почне да се стави камен темелник. Исто така, од самиот поранешен премиер во Тетово во изборна кампања беше промовирана инвестиција од 150-60 милиони евра, исто од еколог во делот на инвестиција на резиденцијални објекти и други болници и такви работи. Самиот премиер Заев го промовираше. Исто така од поранешниот сега веќе министер за екологија беше промовирана инвестиција за побова шапка од над 150 милиони евра, каде отиде министерот, отиде инвестицијата. Ние сме научени да прават вакви свадби, но се додека не гледаме да почнат да работат и да почне да се реализира тој проект, ние не веруваме дека ова влада има капацитет да реализира такви капитални проекти. За да разјасниме, за нас како движење Беса е еден од најважните коридори, коридорот 8, затоа што како што е веќе завршен коридорот 10, кој го поврзува југот со север, исто така толку важен и коридорот 8 за исток-запад. Но ова влада нема капацитет тоа да го реализира, а све ова што се прави, веќе медиумите, вие објавувате секојдневно дека целта е корумпирачка и не е целта да се реализира таквиот капитален проект. Започнува со имплементација проектот за управување со отпад во 5 региони во државата. Ќе се подобри и постојната депонија за Полошкиот регион во Русино, која ќе може да работи во наредните 5 години, а во меѓувреме ќе се бара нова локација во Полог за изградба на стандардна регионална депонија. Овој договор фактички го означува почетокот на проектот за управување со отпад, кој што се финансира во рамките на заемот кој што е одобрен од Европската банка за обнова и развој и верификуван во нашето собрание, со што Република Северна Македонија добива заем во висина од 55 милиони евра. Ова веќе јас во неколку наврати претходно го најавив. Ова фактички денеска ни кажува дека реално започнуваме со имплементација на она што го најавивме. И овој процес е многу значителен за државата, бидејќи самиот проект опфаќа 5 региони, од кои што во 4 досега не е превземено ништо и со овој проект започнуваме со воспоставување на основната инфраструктура за управување со отпад. Се надевам дека овој договор што го припишуваме денеска, значи овие консултантски услуги, ќе му помогнат многу на Министерството. Ова е техничка неповратна помош, која што добиваме како грант средства од Шведската агенција за развој, односно од шведската влада. Нашиот партнер, нов партнер во процесот, е компанијата Suez Consulting или Safesh, која што има во рамките на својата понуда е заедно со конзорциум со фирмата ЕПЕМ од Република Грција. Се работи за сериозна компанија која што има сериозно портфолио на европскиот пазар. Се надеваме дека оваа компанија ќе ни помогне во она што е нашата цел, конечно да се воспостават регионалните системи за управување со отпад во државата. Борбата против корупцијата загрижува. Реализирани само 10% од стратегијата, изјави денес председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска. Сублимирајќи ги резултатите од извршените активности од страна на институциите, констатиравме дека само 10% од планираните активности од акцијскиот план се завршени во 2022 година, а причините за оваа ниска реализација ги сметаме дека се слаба посветеност на институциите,
Од друга страна, честите менувања на раководната структура, имате институции со променети по 3-4 министри во периодот додека се спроведува националната стратегија, и сето тоа во услови кога постои недоволно професионална администрација, благодарение на политичките влијанија при вработувањата, резултатите се такви какви што се. Затоа ги споменав и ризиците од корупција кои што се исто така детектирани при подготовка на националната стратегија. Ќе ги споменам најзначајните: отсуството на интегритет, силното политичко влијание, особено при вработувањата преку познатите канали на непотизам, кронизам и клиентелизам, понатамо неказнивоста, отсуството на целосна транспарентност, на дигитализација и така натаму. Сето тоа придонесува да се создаде една ваква клима каква што постои. И навистина сметам дека не е крајно, туку е најкрајно време конечно да сите да се разбудат и да дадат свој придонес, затоа што никој друг од страна не може да ни ја уреди државата ако ние сами не се стегнеме да го направиме тоа. И како оваа држава е богата и со ресурси, и со природни, и со капацитети, и со се, само треба енергијата да се насочи кон правилен начин. Промовиран поимникот за родово базирано насилство со посредство на технологијата, дигиталното родово базирано насилство со цел едукација и подигнување на свеста за насилството. Во време кога е особено развиена технологијата и информациите брзо се шират, сведоци сме на злоупотреба на интернетот и дигиталните технологии за комуникација, за насилство врз жените, говор на омраза, сексизам, злоупотреба на фотографии и видеа и нивно фалсификување. Сведоци сме и кај нас преку социјалните мрежи колку често се шири говорот на омраза и сексизмот кон жените и девојките. Жените и девојките се цел на навреди, а нивните слики и видеа се подложни на понижувачки сексуални дејствија без согласност. Токму затоа, наша заедничка обврска е да се бориме против ваквото кршење на човековите права на жените и девојките. Денес се презентира поимникот за родово базирано насилство со посредство на технологијата, изработен во рамки на кампањата Body Right на UNFPA, со цел едукација и подигање на свеста за насилството, но пред се подобро препознавање на насилството. И ова е одлична можност уште еднаш да апелирам до сите жени и девојки да го пријавуваат насилството, затоа што тоа е првиот чекор во борбата против родово базираното насилство. So the Body Right campaign, it is you have a copyright of your own body, you're being violated. Така што кампањата за право на телото е кампања за авторско право на вашето тело и мора да се заштити, вашите права мора да бидат заштитени, но пред да може да се преземе било што мора да се знаат тие случаи каде што ви се повредуваат вашите права. И од тие причини поимникот денеска ќе го промовираме. Многу има поими кои што се користат, за кои што вие се уште не ги знаете, и тоа мора да се искорени, зашто таквите поими се користат за да ги омаловажат жените, за да ги навредуваат, и тоа сето мора да се вложи труд за сето тоа да се искорени. Поведена истрага против измамничка која лажно нудела работни визи за Германија. Основното јавно обвинителство Гостивар донесе наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за продолжено кривично дело измама. Согласно член 247 став 3 во врска со став 1 и во врска со член 45 од Кривичниот законник. Осомничената во периодот од март 2022 до март годинава, прикажувајќи се како вработено лице во германската амбасада во Скопје и во Министерството за внатрешни работи, довела во заблуда 8 оштетени лица од Гостивар. Целта е била, искористувајќи исти или слични прилики, да прибави за себе противправна имотна корист. На жртвите им нудела да им обезбеди работни визи за Германија или сертификати за познавање на германски јазик, а во замена наплатувала парични средства. На тој начин, од сите оштетени успеала да се стекне совкупна противправна имотна корист од околу 18.500 евра.
Откако ќе им ги земела парите, потоа веќе не им се јавувала на телефонските повици. Со цел обезбедување во секој од случаите поединечно, надлежниот јавен обвинител најпрвин предложи на 2 пати по 48 часа притвор за осомничената, а по истекот поднеси предлог за определување мерка притвор. Со решение на Основниот суд во Гостивар, на осомничената и е определен притвор во траење од 30 дена. Приведени 2 лица поради извршена кражба од објект во изградба. Физички напад и закана со огнено оружје врз 31-годишникот Тетовски Порој. Пронајдена 18-годишничка која била пријавена за исчезната. Тешко повреден 60-годишникот Гостивар додека извршувал работни задачи во рудник во Гостиварско Старо Чајле. Пријавено едно лице поради непријавен престој на подрачјето. Од СВР Тетово информираат и за спроведена акцијска контрола за брзина со која се движат возилата. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 9 часот и 30 минути на улица Илинденска во Тетово лишиле од слобода 32-годишникот Тетовско Одри и 34-годишникот Тетовско Слатино. Тие се сомничаат дека извршиле кражба од објект во изградба на улица Илинденска, сопственост на 57-годишникот Тетовска Мала Речица, а во чија фирма двајцата биле вработени. Тие биле задржани во полициската станица Тетово и по документирање на случајот ќе им биде изготвена соодветна пријава. 31-годишникот Тетовски Порој вчера во 16 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека 1 час пред тоа во неговата фабрика во атарот на Тетовско Добрце едно лице физички го нападнало и му се заканило со огнено оружје. Напаѓачот со уште 3 други лица претходно пристигнале во фабриката со возило со скопски регистарски ознаки, а поради одредени деловни недоразбирања се преземаат мерки за расчистување на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 20 часот и 30 минути на улица Илинденска во Тетово, во близина на угостителски објект, пронашле 18-годишничка од Тетово, која на 31 минатиот месец била пријавена од нејзиниот татко дека се оддалечила од домот. Вчера во 12 часот и 25 минути во СВР Тетово било пријавено дека во Гостиварската општа болница Ферит Мурат со тешки телесни повреди бил донесен 60-годишникот Гостивар. Според пријавеното, тој се здобил со повредите додека извршувал работни задачи во рудник во Гостиварско Старо Чајле. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар, а за случајот бил запознаен јавен обвинител и трудов инспектор. Вчера околу 13 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, привеле 30-годишник од Република Албанија, поради сомнение дека тој непријавено престојувал на подрачјето. Час и половина пред тоа тој се повредил управувајќи велосипед на киот на Вардар и бил пренесен во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. Вчера од 12 до 18 часот на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола за брзина, со која се движат возилата во и надвор од населено место. При контролата биле откриени и санкционирани 31 возач, 18 во Тетовско и 13 во Гостиварско, кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор од населено место, од кои тројца возачи за повеќе од 70 км на час, а 3 возачи до 70 км на час. Покрај ова биле санкционирани 5 возачи кои ја пречекориле пропишаната брзина во населено место, како и 4 други видови сообраќајни прекршоци.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!